4 паралелки во здравствената струка, од кои што 2 се во медицинско-лабораториски санитарен техничар, една паралелка е за фармацевски техничар и една за болничар или неговател. Кои се работните задачи на фармацевскиот техничар? Работните задачи се да издава лекови во аптека. Ние имаме склучено меморандуми со сите аптеки на ниво на градот Скопје, подосна да дава совети за самите диетски режими, да дава совети за козметика, но и да учествува директно во процесот на создавање на лекови. Морам да напоменам дека во првата година се изучува општо медицински предмети, а подосна во втора, трета и четврта година навлегуваме темелно кон гранките и на самата фармација. Тука учениците во трета и четврта година имаат исто идентичен предмет, учење преку работа кај работодавач и одат во аптеките или во некои фармацевски компании и преку лето исто така имаме феријална пракса каде што се оди 20 работни дена и каде што сето тоа што го виделе во теорија го гледаат во практична настава. Водат дневници и ги запишуваат сите работи кои што ги сработиле во тој ден. Секогаш имаме љубов кон природата, а сите знаеме дека природата представува еден лек кој што всушност го смирува човечкото тело, односно се започнува од самата природа. Секогаш ме интересирало фитотерапијата, односно лекување со помош на билките, па некако се насмерив на одсекот фармација, бидејќи тоа некако ми е најблиско до мене. Се што ќе стекнеме теоретски, на нас може би не ни изгледа толку интересно во ученичките клупи, но секогаш кога ќе во лабораторија, секогаш се буди нешто интересно во мене, но сепак и феријалната пракса многу ни помага да видиме како од гледната точка да си фармацевски техничар да издадеш еден лек, но и како се произведува еден лек во фармацевските компании. Желбата имам уште од мала, некако таа работа ми исполнува, сакам да се пронадам и во производството за лекови, таму да видам како би било. Практичната настава многу повеќе помага за разлика од теоријата. За теоријата некој степен сме воведени, а со практичната настава повеќе, благодарение на нашите професори и ментори, се доближуваме и се поврзуваме со работите за да стекнеме поголемо искуство. Нашата следна струка е со 3-годишно образование, таа ни е дуална паралелка или болничар или неговател, со можност за 4-та година запишување на вонредно како физиотерапевски техничар или медицинско-лабораториски санитарен техничар и всушност можност за полагање на матурски испит или матерски испит во завршувањето на 4-та година. Кои се работните задачи на болничарот или негователот? Најпрви нега и грижа за самиот пациент. Во нашата школа имаме болнички кревет со пациент во кој што се извршуваат сите манипулации, сите движења на пациентот, дали пациентот е во лежачка или седачка положба, дали креветот, местењето, бидејќи тоа е или посебни лекции, посебна наука, дали креветот е отворен или затворен и така натака. Исто така се дава се помага на пациентите во однос на исхраната, во однос на личната хигиена и така натака. Во однос на практичната настава, тие уште во прва година ја имаат практичната настава, дел се изведува во училиштата, а дел во болниците, во домовите за стари лица, каде што тука освен за здравствената струка и љубовта кон медицината, учениците ја развиваат и емпатијата за помош кон постарите лица. Нашите ученици се спремни да излезат на пазарот на трудот, така да со завршувањето на 4-годишното стручно образование се директно можат да се вработат во некој од лабораториите, во болница, во аптека, во некој дом за стари лица.
фармација најчесто се запишуваат нели кон да бидат магистри на фармација, односно 5-годишни студии на фармацискиот факултет, и дел од учениците, морам да кажам, дека се запишуваат и на природно-математичкиот смер, бидејќи има доста хемија кој што изучуваат во овие наши струки, се запишуваат и на факултетот за нели природно-математички факултет во одсекот биологија, биохемија, можеби хемија и така натака. Значи продноста е голема и можноста од средно стручно е нели идентична како и со гимназија, па може да се запишат доколку имаат желба на други нели факултети, само тогаш ќе можат нели да си го одберат правилниот интерен предмет за нели факултетот кој што има желба да го запишат. Јас се гледам понатака на фармацевскиот факултет, сакам таму да го продолжам моето образование. Секако не имаме и по нашето средно образование одма работа, но сакам да го продолжам таму. Фармацијата според мене е едно од, може да речам, и најисплатливите средни струки, бидејќи можеме да се вработиме и во аптеки, во фармациските нели индустрии каде што всушност се произведуваат лековите, но од мојата гледна точка јас би сакал да продолжам со факултетско образование, бидејќи сакам да се надоградам и да бидам што поуспешен во областа на фармацијата.